Значи почетоците веќе се направени, во Струмица веќе се донесени првите роботи со цел да го запознаеме Струмица и струмичката општина со напредокот на технологијата и со самата роботика. Па здравје, очекуваме значи и поинтензивно да бидат представени во иднина. Така, Бугарската фондација веќе има соработка со Делчево, дали тоа значи дека и делчевчани имаат слична изработка? Тие се поканети како гости, значи да учествуваат овде на семинарот со цел да бидат запознаени со самите иновации кои што ги нуди Бугарска памет, односно самото здружение Бугарска памет. Така да во иднина се надеваме дека ќе биде организиран семинар и во Делчево со цел нели и граѓаните на Делчево да бидат запознаени со роботиката и дигиталните можности. Но ние не би сакале да човечката рака биде заменета со роботите, меѓутоа со оглед на самиот ризик на некои професии кои што ги носат, значи би било поволно да самите роботи ја заменат човечката сила во општеството. Имаме ли ние капацитет за работа на робот кој што ќе ни ја замене човечката работа? Познавајќи ги денешните млади генерации, јас како професор во приватното средно училиште Јахи Кемал од Струмица би рекла дека имаме доста напредни ученици кои што би можеле да ги изработат истите тие роботи, односно да допринесат дополнително за развој на самата технологија. Како е интересот на учениците, веќе од дека се денеска сите средни училишта? Па како што можевте да забележите, значи има доста голема заинтересираност, присутни се околу 200-250 души, а беа предвидени многу помалку, меѓутоа како што веќе напоменав, интересот самиот расте и се надеваме дека иднината ја оставаме во раце на младите, односно во сигурни раце, кои што ќе не водат.